Евгенија Сангоска, советник од Левица во Градското собрание на Скопје од ноември на минатава година. Погодете колку време му требаше на ВМРО-ДПМНЕ да почне со повици на сексуално и физичко насилство врз мене. Всушност, паузирајте го видеово да видите што значи да си млада жена политичар во оваа држава која што им се спротивставува на ДПМНЕ. Како советник се обидов да ја пресликам парламентарната практика на филибастер со цел да го прекинам деспотското владење и неделовничко постапување на ДПМНЕ, кои што се спремни да ги употребат сите своји механизми да протнат штетни и нескопски одлуки во Советот на град Скопје. По седмицата, јавни функционери на ДПМНЕ, вклучувајќи ја и координаторката на советничката група во Советот на град Скопје, Анета Марковска, како и заменик директорот на ЈП Национални шуми Кире Михајлов, јавно го споделија мојот филибастер без контекст и ме ставија на нишан. Она што следеше не беше спонтана реакција на граѓани, тоа беше организирана дигитална хајка. Следа и јадници коментари, преполни со навреди, закани, па дури и повици за директно насилство врз мене. И тука не застанува нивната одговорност, наместо да ги го судат. Истите тие функционери, особено Кира Михајлов, јасно и гласно искажаа поддршка и ги легитимираа повиците за сексуално и физичко насилство. Во време на растечки број на фемициди и насилство врз жени, живееме во држава чија владеачка партија не само што врти слепо око на повици за насилство врз жена, туку активно ги легитимира и ги поттикнува тие повици. На последните локални избори, 30.000 скопјани ни дадоа поддршка да влеземе во Совет и да ги представуваме сите оние кои што се разочарани и крајно згрозени од насилството на ДПМНЕ. Затоа мојата и нашата борба мора да продолжи во и вон Советот, затоа што само со гласно спротивставување и со храброст конечно ќе го искорениме овој систем на опресија и агресија кој што за жал веќе ни е станат нормалност. Затоа изберете паметно на која страна ќе застанете.